Добро вечер. Која е визијата за општина Центар во наредните 4 години? Како ќе се развива во урбанистички поглед? Ќе се гради или ќе се зазеленува? Како ќе се реши проблемот со сообраќајниот метеж, паркинг просторот, буката и отпадот? По што ќе се препознава општината Центар во наредните 4 години? На овие прашања одговори ќе бараме од кандидатот за градоначалник на општина Центар од редовите знам Мирослав Лабудовиќ. Добро вечер. Добро вечер. Благодарам многу на поканата и поздрав до гледачите на Топ тема и на Телма. Благодарам. Покана за дебата беше испратена и до Горан Герасимовски, кандидатот за градоначалник од коалицијата предводен од СДСМ, но за разлика од првиот круг, овој пат тој одлучи да не учествува. Сега одиме со првиот блок реклами и потоа почнуваме со разговорот со господинот Лабудовиќ. Господин Лабудовиќ, ќе отвориме емисијата со анализа на резултатите од првиот круг. Вие имате 300 гласови помалку од бројката која има листата на советници на ВМРО ДПМН. Значи, вие имате 5700, ВМРО има 6000 гласа само за советници. Дали изостана, бројките велат дека изостанала поддршката од коалицијскиот партнер во владата. Кој не испорача и зошто, или пак ово е максимумот кој што Лабудовиќ може да го има во Центар? Тука не се сложувам дека некој не испорачал или некој испорачал. Бидејќи ова се избори, ова е Центар, позади параванот за гласање секој изразува својата волја како што мисли. Оно што можам да го нотирам е дека 68% од излезените гласачи гласаа за промени во општина Центар. Тоа е сериозна бројка, која што верувам дека ќе се покаже во вториот круг и ќе издвојуваме победа. Кажам зошто. Кога излегувате на гласање, имате 3 кандидати кои што се борат за градоначалничката функција и 4 кандидат кој ја брани, кој е актуелен. Во еден случај би бил загрижен, доколку сите 4 се боревме од позиција на кандидати нови. Во тој случај може требаше да размислувам повеќе во однос и да бидам загрижен. Меѓутоа, во овој момент, со целата анализа на податоците, гледаме дека актуелниот градоначалник го исполнил својот максимум. За него гласале 38% од излезените гласачи, или довербата од запишаните некаде 19%. Зборам, неизлезени и излезени. Кога ќе оставиме вкупната бројка на граѓани која дале поддршката за промени, тогаш излегува дека над 12.000 гласачи гласале за промена. Не можам да кажам дека нашиот коалиционен партнер испорачал или не. Тоа што го гледам како на конто. Јас од сите други тројца кандидати влегов како непознат во јавноста. Дополнително ја започнавме малце подосна кампањата, додека се договорија сите работи во однос на коалицијата. Јас сум презадоволен со бројката на гласови која освоив во првиот круг и можам да кажам, да изразам огромна благодарност до гласачите и граѓаните во Центар, до поддржувачите и членовите и на СДСМ, и на ВМРО, и на ЗНАМ. Тоа што не очекува во вториот круг е да ги валоризираме и да ги собереме на еден куп незадоволните гласачи, оние кои што бараат промена во моментот во Центар, бидејќи тоа се очекува да се случат промените и тоа го покажа резултатите од првиот круг. Да, но повторно пак ќе ве прашам, како советничката листа на ВМРО има повеќе гласови од вие како градоначалник? Затоа што имате и кандидат на независен. Зошто, значи, има луѓе што имаше од Левица кандидат. Имаше од Левица, например, кандидатот на Левица има помалку од советничката листа на Левица. Кога анализирате и за градот, Орце Ѓоргиевски има повеќе гласови, например, од гласовите за листата. Од друга страна, Каја Шукова има помалку гласови во градот Скопје од листата за советници на СДСМ. Така што луѓето во Центар излегуваат и ја даваат поддршката. Велите дека вашиот
опонент го исполнил својот максимум, сметате дека го исполнил? Тврдам дека го исполнил. Добро. Кажете ми, вие од кој басен на гласови ќе црпите сега за во вториот круг? Малце во негатива сте. На кои гласови се надевате? Еве, например, и од кандидатите што беа во првиот круг, сега што не се, тие се веќе 6600 гласови кои што се дадени за Ивановска и за Среброва од Левица. Така што ме интересира која е вашата, не да откриете стратегијата, него туку на што се надевате вие во вториот круг, од кого ќе ги црпите гласовите и сметате ли дека ќе има поголема излезеност од тие 47% во први круг што беа? Јас очекувам, нормално е во вториот круг секогаш да има малку помалку изгледност ради мотивацијата на гласачите. На некој му се допаднала многу Марија или Билјана и во овој случај не може да препознае било што ни кај мене ниту кај Горан и може ќе остане во овој случај да не излезе. Меѓутоа верувам дека овие гласови што се 68% за промени, дека мнозинството ќе излезе да ја даде поддршката. Јас можам да кажам дека со Билјана и на дебати, и пред дебатите кога сме се среќавале, имаме исти концепт и визија за центар. Тоа го тврдам, бидејќи дури кога разговаравме се надополнувавме. Она што можам да го кажам, дека во влегувањето во општината, ќе бидам заедно со сите советници од сите политички партии и движења. Ќе ги направиме заедничките, бидејќи програмите, имаме заеднички делови од програмите. Ќе седнеме, бидејќи тие ни се првите информации и предлози што сме ги добиле од граѓаните. Ќе седнеме, ќе го направиме сублиматот и тие ќе бидат првите проекти кои ќе ги реализираме. Бидејќи само сложна општина, надвор од партиските интереси, може да ја доведеме општината во визијата која што имам јас, меѓутоа и кај што ја имаат и визијата на граѓаните на центар, а таа визија не е ова што сега ни се случува во центар. Вчера јас преку социјалните мрежи, верувам и доста од граѓаните во центар и гледачите, го гледа клипот каде вие и кандидатот за градоначалник на град Скопје, а и кандидатот за градоначалник на општина Карпош, ги чистевте контейнерите, го собиравте отпадот. Еве за вас ќе ве прашам, во кое својство вие чистевте низ центар? Како заменик министер за енергетика, како кандидат за градоначалник, како што? И зошто вчера, а не, например, пред 20 дена? Кога исто така имаше? Ќе поделам одговорот на два дела. Па и две прашања. Прво, не беше само центар и Карпош. Беше и Кисела вода, и Ѓорче, значи сите општини вчера беа мобилизирани со помош на механизација од други општини. Од Куманово. И од Куманово, и Митко Јанчев од Кавадарци, и мислам дека од Илинден, и од Сопиште, значи не беа само овие само Куманово или Кавадарци. Значи каде што можеше да се помогне, од другите општини се помогна. Јас сум кандидат за градоначалник на општина Центар од Знам и од поддржан со ВМРО ДПМН. Но и сум заменик министер во Министерството за енергетика и сум член на владата. Имам полна морална одговорност пред граѓаните, бидејќи нас, чим се влегол во владата, не е само едната позиција која имаш, него имате одговорност пред граѓаните. Во моментот се случи да гризне ставрец дете во една од скопските центарските населби. И тоа е веќе аларм. Каде што се мобилизира и се организираат сите можни ресурси да помогнат во Скопје. Добро. Не дај Боже кога има пожар. Од сите градови се праќа оператива и логистика да се помогне на таа општина. Од друга страна, значи мене ми е погрешен впечатокот дека ова со отпадот е во суштина политичка игра. Тоа што комунална хигиена не си ја завршила својата примарна работа, да го собира сметот, да го чисти градот, тоа треба да се лоцира, тој проблем кај одговорните во комунална хигиена. Од друга страна, секоја поддршка, каде што секој политичар може да искористи и да се јави во даден момент, да не се шират зарази, да не се шират
не де Боже, еве вакви работи со глодари, каде што може многу поопасно да биде, треба секој од политичарите да симне, да го искористи својот авторитет и да помогне во спречување со проблемот. Веќе овој проблем ескалираше. Добро, кажете ми само каде се истори сметот што го собравте? Во Дрисла секако, организиран. Затоа што се плаќа. Тоа беше договорено на централно ниво, претходно договорено дека целиот отпад, бидејќи јавното предпријатие Чистота Куманово е лиценциран оператор за собирање на смет. Тоа ми е следното прашање. Тоа е според законот, има закон. Но лиценциране во Куманово. Не, они добиваат лиценца. Он лиценца за собирање на смет. Затоа што според закон, јас мислам дека во суштина вие не смеевте да ги дигате контейнерите, дека смее тоа да го прави само комунално предпријатие Скопје. Тоа е смет. Но тој смет, на пример, ако комуналец има своја селекција на отпад и ако комуналец има нека инцелератор кај што произведува електрична енергија од тоа, тогаш е проблем. Во случајов каде што комуналец го зима отпадот и го носи во Дрисла, имате друг лиценциран оператор за собирање на смет и го носи во Дрисла со белешка. Добро. И тука завршува приказната, пошто тоа е според закон за управување со отпад, член 12, член 20 ги дава тие лиценци. Одиме сега на вашата кампања и вашите проекти. Значи, ѓубрето сега за сега е собрано, ќе видиме што ќе се случува понатаму. Продолжуваме и овој викенд, бидејќи јас не верувам дека комунална хигиена има и ресурси и капацитет во овој момент да го сервисира тоа, како што добивме информација дека возилата не им се во исправна состојба. Утре и задутре повторно со помош на другите општини ќе продолжи собирањето на сметот. Добро. И да кажам, јас не го собирав сметот, јас помогнав во комуникација да се собере. Има луѓе платени за тоа, кои што го работат тоа. Одиме сега на вашата програма, господине Лабудовиќ. Ја анализирав детално, но ќе оставам на вас. Кои се вашите 3 клучни проекти за кои што се обврзувате дека ќе ги спроведете доколку влезете како градоначалник на општина Центар, значи во периодот 25-29. Трите клучни зборуваме. Ако ми дозволите, би ги поделил во 3 сегмента. Не би направил како проекти, него како цели концепти. Прво тоа е ред во паркирањето и ослободување на тротоари, каде што влегуваат сите инфраструктурни проекти. Зборам катни гаражи, подземни гаражи, зборувам монтажни гаражи, реконструкција на улици, бидејќи во тој случај го организирате и паркирањето, и велосипедска и пешачка патека и зеленило, и дополнително смарт паркинг системот, кој што ќе ја олесни ќе олесни тој проблем. Втората работа што би сакал да истакнам се социјално инклузивните програми, каде што на различни категории општината ќе им помага. Првин на тие што највеќе им треба. На лицата со посебни потреби, на ранливите категории, на пензионерите со најниските, со првата група, најниската група на примања, потоа стипендии за ученици кои што одат на регионални надпревари, кои што одат на меѓународни надпревари. Зборуваме за дополнителни бенефиции кои што би ги добивале граѓаните во однос на инвертер клими, да се намали загадувањето. Сумите ги имате веќе прецизирано или? Сумите ќе се затоа што не ги сретнав, ги видов во програмата ова што го кажувате, ама не ги сретнав сумите. За да може да ставите суми, мора да бидете дел од локалната самоуправа. Бидејќи буџетот, буџетот, секако. Значи буџетот мора да се види во каква состојба. Тоа што имам информација дека има 10 милиона на светка, што е сериозно високи средства, и тоа покажува дека немало никакви инвестиции во изминатиот период. Дополнително, според ревизорскиот извештај, имаме ненаплатени средства од 4,4 милиона евра кои што мора да се наплатат, и веќе имате сериозна сума на пари кои што може да ги планирате за овие инвестиции денеска што ги збориме. Она што можам да се обврзам е дека за програмата за 2026 година ќе се предвидат средства за спремање на проектна документација за општинската зграда
со подземно паркирање од 300 паркинг места, дополнително ослободување на тој целиот простор што го најавивме, плоштадот Феникс, бидејќи тука ослободувате паркиралишта во интерес на граѓаните за движење. Проектната документација за катната гаража во Буњаковец и реконструкција на поголемите сервисно стамбени улици, како што се Мирослав Крлежа во Дебар Мало, како што е 50-та дивизија, како што е 9 мај, Христо Смирненски, реконструкција горе на Водно, има сериозен проблем на Востаничка. Граѓаните бараа смирување на сообраќајот на повеќе сообраќајници и тие се првите работи што ќе влезат како спремање на проектна документација и за да можеме со ребаланс на буџет во 2026 година некоја од проектните документации што ќе биде завршена да почнеме да ги реализираме. 3 конкретни цели во првите 100 дена како градоначалник на центар. Првен ќе го исчистиме тоа што не е исчистено. Ние се сега и центар се фокусира на чистење на депониите што не се имаат случајно околу контейнерите. Меѓутоа, центарот на градот е сериозно валкан натре во Маалата, каде што метла не поминала 4 години. Сега нешто пробаа во последните 4 месеци кампањски да направат, меѓутоа тоа не е нашиот концепт како треба да се води една општина. Општината се води од првиот до последниот ден. Добро. А не од 44-тиот месец до 48-тиот месец. И тоа неколку пати Герасимовски спомна, еве ние у последните 6 месеци. И тоа јасно кажува и подсвесно кажува дека стварно работеле само последниот момент. Прва цел ви е чистење. Првата цел е чистењето. Втората цел се сите овие работи што ви ги спомнав, да ги направиме анализа проблемот со паркирањето. Добро. Сите сервисно стамбени улици каде што има паркирање зонско, да се направи анализа каква е ситуацијата таму, дали да биде само да биде комбинирано или резидентно, каде што да почнеме од некаде и проектите што ги кажав да влезат во спремање на проектна документација, бидејќи од првиот момент кога ќе влезете, ќе може да ги реализирате. Бидејќи се наметна, еве како тема се наметна само од вашите одговори за паркинг местото, за паркинг просторот кој што навистина недостасува во центар, затоа следното прашање ми е како ќе го балансирате, значи тоа што е интересот за паркинг места, а истовремено како ќе биде балансот со потребата за повеќе зеленило и за пешачки зони. Затоа што едното и другото се малце во колизија. Ние не збориме за бетонизирање на парковите. Добро. Постоечките улици да се организираат во делот тоа што го кажува. Или ќе бидат ќе бидат резидентни, или ќе бидат комбинирани во зависност од луѓето. И тоа е процес. Значи штетата што е правена наназад не можете веднаш да ја решите. Затоа велиме, окей, ајде да ги разгледаме сите можности. Ваму имаме можност да направиме монтажна гаража. Да, ајде правиме јавна набавка. Тоа е кај Буњаковец. Сите имате таа предвидено. Не. Овие се во Капиштец и во зависност од техничките можности другата е кај функционерската зграда Карши нова железничка станица и таа е уцртана во дупот. Добро. Така што оваа што е кај Капиштец е катна гаража бетонска со 2 нивоа подземни и нагоре да видиме, да не го нагрдиме горе простора, да видиме колку што може да се отиде повеќе надолу во земја, меѓутоа тоа ги зголемува сериозно трошоците. И кога ќе влезете со еден таков пристап системски да ги решавате работите, почнува решенијата да бидат видливи на крајот. Меѓутоа нема никој магично стапче веднаш да замавне и веднаш да се решат проблемите. Не, проблемите се решаваат чекор по чекор. Многу е кога ќе се скрши нешто, многу е тешко да го залепите. Меѓутоа ајде внимателно, убаво да ја залепиме таа вазна. Жал ми е што ќе биде лепена. Тоа требало многу претходно да се смисли, меѓутоа ајде да ја залепиме и да ја вратиме во таа некоја убава состојба за да можат граѓаните да се чувствуваат комфортни, бидејќи целта е секој граѓанин на центар да има свое паркинг место. Но и да си ги користи тие гаражи што ги имаат веќе долу во поднивните згради. Имав коментари од типот
не сакам да ја паркирам долу, бидејќи несовесен граѓанин доаѓа и паркира кола пред влезот на гаражата и си заминува. Затоа треба да има и ќе има црвена линија, каде што веднаш од Поцке дојде да се пристапи и такво возило ќе имаме. Има и проблем, така ако се влегуваме во детали за гаражите, има и проблем што тие се издаваат како магазини на крајот на денот. И деловни простори, и се што има доле во гаражите. Тоа е приватен простор. Целта е да се мотивираат граѓаните да почнат да ги користат. Како и секој од кандидатите за градоначалници во кампањата ветивте дека ќе се зазеленува, ќе се пошумува, ќе има повеќе зеленило во центар. Како и сите кандидати во кампањата, во Македонија не слушнав дека сте комуницирале со тој експертот, тој факултет или за тоа, тој ми направил елаборат, проценка каде и како ќе се зазеленува. Затоа сега ќе ве прашам, што ќе правите во поглед на јавните површини, зеленилото и како ќе го зголемите? Дали и како, секако? Ние имаме многу позиции во центарот на градот, каде што веќе имало предвидено да има дрво, а нема. Добро. Тоа се или се исечени, или исушени, или дрвото што било засадено никогаш не фатило, така да кажам, да расте. Првим треба да се обезбедат услови за да посадите дрво. Добро. И тоа што го кажавте. На оваа локација, првим треба, ако збориме за она брендирана општина, треба на една улица да знаеме какви дрва треба да има. Да, тоа ќе го направиме, бидејќи ако ја брендираме општината да не биде стандардизирана, ќе направиме така како што улицата Максим Горки со тие убави дрва. Тоа и ми беше прашањето во суштина. Но, уште една работа, мора да се постави системот и да се реконструира системот каде што го постои, а не е функционален за капка по капка за наводнување. Добро. Бидејќи џабе ќе се сликаме со дрвце посадено, а после година дена тоа да го снема. Кога ќе го организирате, затоа велам, тој ми е пристапот на работа. Мора да обезбедите за се услови и после да ги направите мерките. Бидејќи што и да направите, ако направите како шминка, ние имавме случај сега. Добро. Со промоција на мурална фасада. Прекрасен е муралот и поддржувам такви работи. Направено на фасада што се распаѓа, што не е енергетско ефикасна, дадени пари и сега ние треба утре кога ќе се реновира таа фасада, ќе мора да се трне муралот. Жалосно за сите тие што го дале трудот уметниците, жалосно за парите. Не од шминка. Не правиме популизам, како што се прави сега, да поднесуваме иницијативи, аде ќе чистиме ѓубре, се сликаме на локација со жути ракајци и си одиме. Не. Правиме систем на решавање на проблемите. Треба таму дрво? Да, добро. Имаме можност да ставиме таму подземен систем за наводнување? Или има, или нема. Ако нема, во тој случај службите од општината ќе бидат задолжени тоа да го наводнуваат навремено. Добро. И дополнително, таа работа што мене ми е многу драга, да направиме релација меѓу децата и природата. Секое прваче да се засади свое дрвце и да го носи неговото име. Да се направи релација меѓу детето и дрвото. Тоа дрво се вика Огнен Чанчаревич, Мирослав Лабудович, Петко Петковски и децата како растат, да расте и дрвото и да се грижат за него. Да се всади тој убав момент за грижа према природата, дека ние сме поврзани со природата. И ние сме дел од природата. И не смееме да уништуваме природата, баш напротив, тоа што ќе уништиме, треба да го обновиме. Со Лабудович како градоначалник на Центар. Како ќе се развива Центар во наредните 4 години, доколку вие сте градоначалник на општината? Во поглед на урбанизација се зборуваме. Која е вашата визија за Центар во периодот од 25 до 29? Велите дека има веќе на сметка пари, што значи добро. Знаете дека и општината се финансира и од издавање на дозволи за градба, за комунали и за се. Затоа ве прашувам, која е вашата визија во поглед на урбанизација, Центар 25-29, доколку вие ја водите општината?
Центарот на градот мора да се развива и да се модернизира. Добро. Тоа е факт. Како и другите градови во центарот, каде што. Меѓутоа, не може да пристапуваме со, како што сега се случува, оваа брутална бетонизација. Добро. Тоа се решава со промена на ревидирање на и донесување на нови детални урбанистички планови. Во ред. Ова што се гради сега, се делумно се урбанистички планови донесени тие на непопуларен начин во 2012 година. Ако имало волја претходното раководство, немало да промени само 3. Претходникот на Герасимовски донел 9. Актуелниот донел 3. Со носење на нови урбанистички планови, каде што ќе го задржиме интересот, исклучиво интересот на граѓаните, можеме оваа брутална бетонизација драстично да ја успориме. Добро. Бидејќи веќе во центар, јас не знам кај се просторите кај што може да се гради. Не знам ни јас ради тоа ве прашувам. Тоа е сериозен проблем. Треска брутално. Таму можеше прекрасно да изгледа целата таа нова населба, брутално излезе. А паркингот на Holiday Inn исто. Сега се доведуваме во ситуација да велиме како на места каде што претходно сме можеле многу подобро да ги организираме, како да го вратиме зеленилото. Она што сакам да го кажам е, го спомнав и малку претходно, е брендирање на општината. Тоа значи, не може на една улица да имате 10 различни видови на канти, не може да имате 10 различни видови на столпчиња, едно е портокалово, едно е зелено, едно е повисоко, едно е пониско. Едно си скривило, другото го нема. Не може да имате 10 типови различни на клупи. Лицето на општината изгледа како бувљак пазар, како канта пазар. Тоа е недопустливо. Не. Имаме еден цртеж, технички, тоа е технички цртеж на клупа како треба да изгледа. Добре. И на основа на тој цртеж се прави јавна набавка. Кој сака некој учествува. Најефтиниот ќе биде избран и да ги задоволи и по цртежот и по квалитетот кој е пропишан внатре. Таму се знае од какво железо ќе се направи. Значи стандардизирана опрема. Тоа е стандардизирана опрема. И тоа е бидејќи ако сакаме да брендираме нешто, го правиме во таа насока. Добро. И тука го завршуваме и тој проблем. Да, еве, во ред, ви благодарам за тоа. Тоа ми беше едно од прашањата. Да се вратиме каде Мирослав Лабудовиќ како градоначалник ќе стави подпис за изградба на следна зграда. Не може да имате испланирано некаде дека да, овде ќе може да се гради, тука нема да може да се гради. Ќе видиме според деталниот урбанистички план. Јас не сум дел од општината за да можам да дам такви коментари. Тоа треба да го прашате актуелниот градоначалник колку во моментот спрема градежни дозволи. Има некој разговор, жал ми е што не е тука, повторно не е тука, би сакал да го прашам дали се спремаат нови 80 градежни дозволи во моментот да се издадат. Тоа сакам да го прашам, дали е точно. Кај него е подписот. Не е кај мене, јас кога ќе влезам, ќе ги видам какви се ситуациите таму. Бидејќи мора да ги почитуваме правилата на игра. А правилата на игра почнуваат уште во моментот кога некој инвеститор ќе сака да инвестира на некоја локација. Првин со проектна документација, дали ги задоволува сите правила на градба. Добро. И дополнително, кога се е тоа во ред завршено, во процесот на градба, инспекторатот со вонредни и со редовни контроли ќе гледа дали инвеститорот ја прати таа градба. Дополнително, ние мора да го заштитиме и јавниот интерес таму. Имате простор каде што се гради кај што не е ограден. Градилиштето е отворено. Први безбедност. Сериозен проблем. Второ, прашина лета насекаде. Трето, градежниот шут ние ќе го контролираме како општина. Тоа што инвеститорот како шут ќе го генерира, ПОЦ ќе му најмува контейнер кај што ќе го складира и ПОЦ ќе го земе тој контейнер и ќе го однесе во Дрисла или на дадена локација која што ќе биде лиценцирана, ако има некаде можност тој граден шут да се рециклира, и за тоа ќе
ќе се наплати од страна на инвеститорот. Добро. И знаеме дека тој граден жашут нема да биде расфрлан по некоја улица, по некоја ќоше. Се обврзувате дека доколку давате дозволи ќе внимавате на 20% зеленило? Да. Ќе контролирате? Да, апсолутно. Сигурно. Тоа е правила на игра. Добро. Тука не смеете да излезете од... Јас сум инженер. Кај мене 1 + 1 е 2 и тука завршува. Ако е 20%, 20% е. Да, но видите. Ама не на кров. Тоа сакам Не да на кров. прашам. Добро. Не висечки, нема Вавилон да правиме со висечки Добро. градини тука. Не на Окей. кој ќе го одржуват. Ви имате згради во центар каде Одиме што... по наследно прашање. Знаете дека и тоа е проблем со обраќајот во центар и вие го спомнавте. Велите ке во програмата читам да го утишате со обраќајот на 30 км максимална брзина. Значи, што планирате со сообраќајот? Ке има ли, планирате ли пешачки зони? Секогаш пред избори се зборува Дебар мало да се затвори за сообраќај само за резиденти. Што е планот на Лабудовиќ во поглед на овие прашања? Јас не знам дали е возможно да се затвори за сообраќај една населба. Не знам ни јас ради тоа прашувам. Ова не сме затворени како држава во држава за да затварате некој... За Дебар мало збориме, така. Па тогаш ќе рече, а зошто Дебар мало, Буњаковиќ ќе рече, па јас сакам. Не е во ред. Значи, За тоа ве прашувам, што не е мислите во ред. вие како решение? Решенијата доаѓаат, како што зборевме на почеток, системски. Добро. Утишувањето на сообраќајот доаѓа со тие подигнувања на сообраќајниците. Лежачки полицајци. Па не класичен да може да си уништите автомобилот, него со благо качување и Добро. смирување, тие планираме да ги имплементираме и да ги одржуваме. Дека имате улица во Пролет, која што имала претходно таков ајде ќе го кажеме лежачки полицаец, Добро. а денеска е во линија на улицата. Уште не сме ја кажале, ја претпоставувам дека ќе не следи градоначалникот сега и ќе оди утре да ја асфалтира и да се слика таму, бидејќи што и да кажав неколку пати после мене реагираше. Планот е Добро. да се смири сообраќајот, да се реконструираат улиците каде што ќе биде, имаме пешачка зона, зелена зона, зона за велосипеди и улица. Можеби некаде ќе треба да има едносмерен режим, бидејќи таму така поставуваат условите и да не биде тој режим исфорсиран како што сега ни се случува во дел во Буњаковец ради градежната експанзија, па граѓаните за си ги однесат своите деца мора да вртат цел круг преку Рузвелтова, Партизанска и да стигнат до Градинка, а иначе движењето со автомобилот им е на 1 минута. Знаете, ќе ве подсетам, за тоа и ве прашав, бидејќи доколку вие влезете во канцеларијата во општина Центар како градоначалник, во ваш мандат ќе бидат завршени 2 големи проекта, Холидејн и Треска, што дополнително ќе го отежни сообраќајот на улиците во Центар, заради тоа токму ве прашува. Тие нови големи објекти Готово ќе бидат товари на градот, бидејќи околу нив гравитираат и големите сообраќајници и булевари. Така е, за тоа ве прашувам. Вие баш за тие улици што се баш на општината, сервисните улици, еве да ги кажам. Ние не можеме да ги прошириме улиците. Не може да ги проширите, само да го... тоа ве прашав. За тоа се решава со одредено сообраќајно решение. Добро. Дали тоа движење може да биде едносмерно, дали неколку улици би го смениле режимот, или Така. нема да се дозволи паркирање од страна за да може да има движење на и специјални возила како брза помош, како пожарна. Тоа е проблем. Така, тоа е секаде проблем. Тоа е проблем. Затоа се сообраќајни решенија. И пак ќе ви кажам, никој не може да реши проблем за еден ден. Тоа се системски решенија кај што пристапувате кон решавање на проблемот, а не ставање под тепих. Затоа и ве прашам, кој ќе биде вашето решение? Еве, за колку време мислите дека ќе Мирослав Лабудовиќ како градоначалник, за колку време ќе му биде потребно да успее да издействува дека до секој влези секоја зграда ќе може да пристапи возило на пожарна? Тие сообраќајни решенија почнуваме, тоа се еден од приоритетите во безбедноста. Потребно е. Денеска би требало да подискутираме неа, бидејќи на многу ниско ниво. Повелете. Безбедноста и во сообраќајот, за ова што го зборуваме сега, и во домувањето, Така е. и во училиштата, и на игралиштата. Добро. Така што, кога ќе влезете во концепт на зголемување на безбедноста, ги зимате сите можни влијанија кои што може да помогнат. Ама тоа се прави со анализи. Добро. Не со, еве денеска тука ќе ставиме нешто, направиме шминка и сме го решиле проблемот. Не.
Проблемите се решаваат од почеток. Значи, Знам, за да го тоа ме решите прашувам. проблемот да го решите, не треба да решавате последицата, треба да се вратите кај изворот на проблемот. Добро. Изворот на проблемот во овој случај кај нас вели дека имаме кој каде сака паркира на одредена сериозна стамбена улица. Добро. Ако таа улица во моментот не е под надлежност на ПОЦ, Добро. а де факто треба да ги преземе под сите сервисно стамбени улици, за да може утре да постапува. Ако веќе некој се паркира на необележано место, Добро. доаѓа службата. Што се проектите, велите, имаме во образованието? Цела глава има тука. Реконструкција, енергетска ефикасност, модернизација на настава, опремување на училишни библиотеки, стипендија, како што кажавте. Да, но кога? Колку би чинело? За колку време? Еве, ќе успее. За колку време според вас сметате дека ќе успеете сите училишта или градинки да ги направите енергетски ефикасни со оглед дека сте од таа бранша? Делумно се направени, Точно. другите би се постапило веднаш, како што кажав, по влегувањето во на градоначалничката функција. Добро. Ќе побарам од службите да направат пресек точен колку време ќе ни треба тоа да го реализираме во делот на изведба. Јасно. Бидејќи за се треба да направите проектна документација. Така е. Ништо не се прави на јуриш. Први мора да се изработи проект, потоа тие средства на основ на проектот да се предвидат во буџетот. Во... Повелете. Тие постапки ќе одат брзо, бидејќи нас покрај овие инфраструктурни проекти што ќе бидат капитални. Тоа се капитални инвестиции. Јас ќе побарам помоши од владата тука. Жал ми е што претходно од 6 до 7 милиона евра што можеле да бидат искористени општината да ги искористи што ги давала владата, бидејќи немале зрели проекти, имаат искористено 1,7 милиона. Тоа е за салата на работнички реконструкција, што претходно била ветувана нова, а сега реконструирана, што е добро. И окей да реконструирате нешто за спортот и за парк. Добро. Јас ќе побарам средства од владата за се што може да се искористат во интересот на граѓаните. Сите овие работи во образованието, бидејќи мора малце да го смениме и пристапот кај нашите најмлади. Јас имам деца учат во основно училиште. Многу ретко, така да речам, воопшто, немаат воншколски активности во рамките, не воншколски, тоа се велат некои секции кои што сме ги имале ние. Да. Во тие секции децата може да се изразат и да си го пронајдат својот талент. Дополнително, дигитализација, воведување на вештачка интелигенција. Да направиме родителите да не плаќаат веќе за обезбедување, да не плаќаат за шкафчиња. Не. Ако е бесплатно школството, тоа е обврска, што е обврска на Министерството за образование и на државата? Тоа што е обврска на локалната самоуправа на општината е обврска. И нема да дозволам некои родители да купуваат за децата шкафчиња. Сега имам две блиц прашања со оглед дека веќе ни истекува времето и блиц одговори. Дали ќе го поддржувате Кошаркарскиот клуб работнички и со колку средства? Која ќе биде вашата стратегија? Кошаркарскиот клуб работнички е срцето на Центар и нашата најголема радост во изминатите години. Многу ми е жал. Во изминатите и не е баш не радост. Во оние години претходно, не баш во овој период, се извинувам. Точно, изминатите периоди немаат ништо освоено, а големи средства се одвојувани таму. Вие што ги правите? Јас планирам заедно со општествено одговорни компании да тропнам на многу врати, заедно со општината. Која ќе биде вашата стратегија? Ја кажувам, да тропнам на многу врати, за тој клуб да се влезат поголеми финансии и да го вратиме на тие шампионски патеки, бидејќи мора нешто да се радуваме. До сега, одамна како центарци се немаме радувано на работнички, во периодов следиме фудбал и добро ни оди, како репрезентација, меѓутоа на клубско ниво, во кошарка, многу ми е жал. Да,
фокус сериозен ќе биде даден, пошто јас сакам да се радувам кој што сум се радувал порано. Уште едно блиц прашање. Доколку бидете градоначалник, ги гледам бројките од Советот, доколку ве изберат граѓаните за градоначалник, постои ризик да бидете новата Даниела Арсовска. Не постои. Не имате мнозинство во Совет. Не постои. Зашо да постои Како? ризик? Зашто ја гледате така работата? Се извинувам. Ја ги гледам со мојот- бројките. Океј. Се зависи од концептот и пристапот на Кој ќе биде луѓето. вашиот концепт и пристап за да го имате Комплетно Советот? отворен. за Ќе бидат вас? сите повикани советнички групи, со сите ќе се разговара и со сите отворено ќе пристапиме, како што ви кажав на почеток. Идеите, предлозите во програмите, ќе седнеме тие заеднички што го прават тоа множество, ќе ги реализираме нив. Потоа одиме да ги решаваме проблемите на граѓаните со заедничка поддршка. Ако работите честно и поштено, ако работите не контра граѓаните, не да носите дупови непопуларни, тоа ќе имате проблем со Добро. опозицијата нормално. Меѓутоа, ако влезете искрено со чиста мисла, со намера да ги решите проблемите, нема кој човек внатре во Советот, а да не ја дае поддршката. Бидејќи тука веќе не се гледаат партиските интереси. Јас не сакам да ги гледам партиските интереси. Добро. Тука се гледаат граѓаните. Граѓаните се целта и визијата да живеат покомфортно, поубаво, безбедно, чисто. Само така може да направиме. А со некои непопуларни чекори што ги има направено Даниела Арсовска, се довела во ситуација да има одредени Само ја спомнав функционирање. како пример за некакво сценарио. Тој е лош пример. Таа е како не треба да се води еден град или една локална самоуправа. Јас, Повелете? Се извинувам мојот што начин на комуникација е отворен, искрен, без делење на луѓето, нити по партиска, нити по национална, нити по полова, никаква. Добро. Не ги делам луѓето, него имаме еден заеднички интерес. Тоа се граѓаните на центар. Господин Лабудовиќ, имате 1 минута, повелете, објаснете им на граѓаните и на гледачите зошто Мирослав Лабудовиќ е најдобриот избор за кандидат за градоначалник на општина Центар. Повелете. Почитувани граѓани, тимот со кој што заедно настапувам на овие избори, програмата која нудиме за безбеден, чист, зелен, организиран центар и јас со огромно мое професионално искуство го давам зборот дека се тоа што сме го кажале ќе го исполниме. Бидејќи мене ми е важна да испочитувам довербата на граѓаните. Не ветувам празни работи, не ветувам работи по 2 пати или по 3 пати, туку кажувам дека тоа што го имам како визија, а го имаат сите центарци како визија, не е ова што ни се случува денес во центар. Затоа, на 2 ноември, излезете и гласете за бројот 2, имаме 2 двојки, тие 2 двојки се успехот, новата енергија, чистата мисла за поубав и помодерен центар. Благодарам. Ви благодарам и на вас, господине Лабудовиќ, за времето што го одвоивте, за тоа што ги споделивте вашите идеи, планови. Тука завршува вечерашната емисија Топ тема. Разговаравме со кандидатот за градоначалник на општина Центар Мирослав Лабудовиќ, поканет беше и кандидатот од коалицијата СДСМ Горан Герасимовски, кој не ја прифати поканата. Тоа беше се уште еднаш за вечерашната емисија на Топ тема. Ви благодарам за вниманието и останете на програмата на телевизијата.